Стариот адет амкање јајце на велики поклади прочка како вовет во престојните велигденски пости традиционално продолжува да се негува во Прилеп. Вареното јајце кое со конец е врзано на сукало, најстариот член во семејството го врти на трпезата на која има се освен месо, додека помладите членови се обидуваат да го лапнат. Оној кој ќе успее во ова се смета дека ќе биде најсреќниот и најздравиот член во престојната година. Овој убав обичај денеска беше презентиран и јавно на платото под Прилепскиот градски сад. Значењето на амкањето на јајцето значи вечерата е последна мрсна и се затнува устата со бело јајце. А после пак за Великден се отвора устата со црвено јајце. Имаме една игла подебела со еден подебел конец, го пробушуваме на средина, го врзуваме на сукало и еве вака на малите дечина и кој што ќе го лапни јајцето, тој е успешен вал. Како што објаснуваат овие верни чуварки на македонските традиционални вредности и обичаи, на амкањето јајце најпрвин му претходи чистењето на гревовите, со така наречена духовна метла, пошто се бара меѓусебна прошка и се започнува со постењето. А круната на овие прочкарски адети е масовното преправање, односно маскирањето со кое се бркаат злите духови. Се верува дека ако се сгрешило во тек на годината нешто, па да си побераш прочка од родителите или од постарите, па тие ќе ти реча простеновие и од нас и Господ нека ви прости. А ние, еве, од Сдружение Преродба, секогаш сме активни за прочка. Не само амкање јајце, не само трпезите што ги правиме, туку одиме и на карневало. И годинава ќе учествуваме со точката го пратиле дедов планина утре на карневал. Па ги поканувам сите нека дојдат и нека гледа како ние бабите знаеме и ние нешто да изведиме. Централното заокружување на велики поклади ќе биде утре со карневалот Прочка 2025, кој во Прилеп ќе се одржи по 23 пат. Дефилето на над 600 учесници под маски ќе се одржи точно напладне во центарот од градот, а за најуспешните, кои ќе ги оценува стручен жири, ќе следуваат и пригодни награди. Годинава се очекуваат околу 25 поединечни и групни маски.